Të nderuar miq, mikesha, po vazhdojmë me mbrojtjen tonë nga ky virus. Prandaj sot kemi zgjedhur ne të ekipit të Alsatit që temën edhe më shumë ta edukojmë dhe t'i japim një shpirt më progresiv. Do të flasim sot për kategorinë e më të moshuarve, se si përballen me këtë virus. Na ndiqni, kam një mjeke shumë interesante. Faleminderit. Të nderuar miq, po qituani gledaci, moja ta gostin ka danas isto taka lekar, koja работи во гериатрийска установа. Та е лекар интернист, специјалист по интерна. Та е госпоđа Лидија Ветеровска-Милковиќ. Драга Лидија, добро дојдовте на Алсат. Најдов, добро ве најдов. Како се чувствувате? Дали сте прв пат во нашата телевизија? Да, прв пат сум во вашата телевизија и многу ми е драго. Фала ви многу што најдовте време во овој, ајде да кажам, кризен амбиент, ако ми давате таква слобода да се изразувам, кризен амбиент,
да дојдете од вашата работна установа во нашата телевизија. Кажете ми како е атмосферата во Сјурайдер, каде што вие работите, и може би раскажувајте малце повеќе за вашата установа каде што работите. Нашата установа, гериатриска установа, да кажа малку дека тоа е установа со една долга традиција. Може би гледачите, некои од нив не знаат, значи започната како социјална установа уште во далечните 50-ти години, за да во 70-тите години прерасне во медицинска установа, прво како дом за стари, а потоа како завод, геронтолошки завод, кој што под кое име нашата установа се водеше до пред 2 години. Така да во јавноста многу луѓе не препознаваат се уште како дом за стари, бидејќи сме единствена установа од ваков вид јавна здравствена установа и не поврзуваат со подолготраен престој на стари лица. Меѓутоа, нашата установа во текот на изминатиот период со проширување на капацитети, со отварање на двата хосписа Сјурайдер, едниот во Скопје, едниот во Битола, кои се наменети за палијативно болни пациенти. Тоа се пациенти најповеќе со малигни и други хронични тешки заболувања. Потоа со проширување на одсеци, оддели, како современа лабораторија, одсек за физикална терапија и рехабилитација, а посебно со отварање на специјалистичко-консултативни амбуланти, во кои работиме сите ние доктори специјалисти од повеќе специјалности. Потоа работиме диагностички процедури, како ултразвучни прегледи скоро на сите органи. Тоа значи е доста екипирана. Доста екипирана, да. Има центар за диабет, сега палијативна амбуланта. И како резултат на ова проширување, како резултат на зголемениот специјализиран кадар на доктори, специјалисти, на специјализирани медицински сестри, се создадоа услови нашата установа да се трансформира пред 2 години во специјализирана болница за гериатриска и палијативна медицина, 13 ноември, всушност тоа е и точното име. И всушност наша и тенденција е на некој начин да го скратиме времето на престој, односно да не препознаваат веќе луѓето како еден старски дом. Тоа е некој стереотип. Тоа е стереотип кој што се провлекува многу одамна, кажав од кои причини, па дури и помеѓу населението и старите се шират оние догми, како да кажам, дека ако се оди во таа установа и тоа е последна станица. Меѓутоа, ние во последниве години тоа не е така, затоа што тенденцијата ни е да старите лица со рехабилитација да ги оспособиме на некој начин да после извесен период одат во домашни услови со помош, ако е тоа можно, или да се префрлат во така наречени домови за нега. Такви домови има повеќе во Скопје, има и низ повеќе градови во Македонија. Работите долго време во овој вид на установа со овој специфитет на работа, специфична работа. Која е вашата проценка, индивидуална проценка за нашата општествена култура кон повозрастните луѓе? Значи, зборувам за вашата генерација, мојата генерација, но и ова нова дигитална генерација. Една проценка би било добродојдена, може би, како професионалец, како жена, како човек.
Да кажам дека бројот на старите лица во светот е во пораст. Овој тренд ја прати и нашата држава, така да ние постепено, а и целата заедница, општеството, постепено ги менува културните стереотипи, кои сме ги имале ние порано како генерации кон постарите лица. И самата геронтологија како наука современата сега поинаку ги дели старите лица, бидејќи е продолжен животниот век, таа ги дели на млади стари, тоа се лица од 65 до 75 години. Вистински стари, тоа се од 75 до 85. Добра. И многу стари над 85 години. Тоа е многу важно од... Ова е нешто многу интересно и јас прв пат тоа го слушам. Да, многу е важно од културолошки аспект, затоа што ние лицата кои што се така наречени млади стари, тоа се од 65 до 75 години, поинаку ги гледаме. Значи, повеќето од нив се уште на работни места. Да. Активно вклучени во социјалниот живот, во заедницата, активни во семејството. Така да нашата перцепција веќе како генерации, посебно како медицински лица, кога ќе кажеме стара особа, мислиме на особа над 80 години. Статистиката покажува дека овој број на стари лица расте, како во светот, така и во нашата држава. Значи, и бројот на старите лица над 80 години се зголемува. Така да, многу е важно од културолошки аспект, еве ме прашувате, да кажам дека се менува прво поимот домување од домувањето, значи веќе поготово во градовите е надминато младите да живеат со постари лица. Ова е многу интересна тема. Да, и што е уште поинтересно, тоа дека старите лица сега сакаат тие да бидат самостојни. Значи, тоа не е само мојата мајка? Да, веројатно, значи се повеќе има, така да речам, млади, стари, индивидуализам, да, кои што сакаат да имаат собствен живот, свесни за обврските и динамичниот живот на своите деца. Така да сега е ситуацијата во многу случаи обратна, да самите стари лица сакаат да живеат самостојно. Самостоен живот. Драга Лидија, вие доаѓате денеска од тамо. Надвор постои една така наречена психоза на коронавирусот, нели? Па може би и внатре во установата. Ке ни пренесете како е климата внатре? Дали луѓето таму зборуваат за тоа што се случува во нашето општество и во глобално ниво? Дали се загрижени? Што е по новата култура што е создадена во самата институција од оваа психоза, да кажам, на коронавирус? Да, со првичните информации за коронавирусот кои потекна од Кина, уште првичните покажуваат дека со овој вирус се заразени стари лица, претежно стари лица. Меѓутоа, во целокупниот изминат период до сега, извештаите покажуваат од Светска здравствена организација дека подеднаква е можноста да се заразат, да се контаминираат и млади и стари лица. Меѓутоа, кај младите лица може тоа да помине со блага симптоматологија, тие можат да бидат самоносители, да ја пренесат болеста, меѓутоа кај старите е многу важно заради тоа што доведува, ако се заразат, до сериозни компликации, до тешка клиничка слика и можен смртен исход. Да. Заради тоа и во нашата држава, како и во нашата установа посебно, бидејќи токму се такви нашите пациенти,
Беше кажано од медицинската јавност во светот, нели, дека особено треба да внимаваат лица постари од 65 години, бидејќи тие имаат и мултиморбидитет. И во нашата држава старите луѓе имаат најчесто повеќе од 2 до 3 пропратни заболувања. Самата старост физиолошки го менува имуниот систем. Го прави пофрагилен. Да, го прави пофрагилен, значи доаѓа, ние велиме, до една инволуција на тимусната жлезда, опаѓа како хуморалниот, така и клеточниот имунитет. И кажано народски, не може потешко тој имун систем се справува со еден предизвикувач како што е вирулентниот овој новиот коронавирус COVID-19. Дали чувствувате некоја промена во нив, значи како тие се соочуваат со сите овие информации и како вие, дали вие сте смениле некој, дали имате некој посебен третман последниве денови кон вашите пациенти што се во установата? Уште на самиот почеток, кога беа дадени овие информации, а посебно овие информации дека вирусот може да ги зафати стари лица, поготово установи стационарни, каде што престојуваат постари лица. Значи во нашата установа, почнувајќи од директор па до целиот лекарски тим, значи ја подигнавме предпазливоста на повисоко ниво. Целта ни е да не дозволиме да вирусот влезе во установата, заради тоа што би дошло до поголемо ширење и до поголеми последици за пациентите. Заради тоа, значи, спроведовме апсолутна забрана на посетители. Потоа... И тоа се почитува? Се почитува. Дали е тоа изненадување? Да, изненадување, можам да кажам. И тоа позитивно изненадување, нели? Позитивно изненадување, да, можеби и вие, медиумите и медицинските професионалци допринесоа за тоа, заради тоа што секојдневно ја информираат јавноста. Јавноста за ризикот. Да, за ризикот. Така да ние сега, значи, немаме сериозен проблем од посетителите, иако постои еден страф и неизвестност до кога ова ќе трае. Да, тоа ми беше следното прашање, бидејќи времетраењето најверојатно ќе создава и некој вид на, да кажам, депресија кај постарите лица, истоштеност и можеби поголем страв. Што е вашето мислење? Дали имате некоја проекција направена за времетраењето на вирусот? Времетраењето е непредвидливо, како што и самите знаете. Така да ние стравуваме во нашата институција од времетраењето на оваа состојба, заради тоа што сме приморани да оневозможиме контакт на болните со нивните семејства, со нивните блиски, што обострано предизвикува еден стрес. Веќе и читаме и во јавноста надвор од нашата држава потресни животни приказни поради ова неможност да се видат родители. Сега единствено останува телефонското јавување, телефонскиот контакт. Тоа го прават секојдневно пациентите кои што се во можност, а за оние кои што не се во можност, подигната е нашата готовност со телефонски броеви, почнувајќи од сите доктори, сестри, директор, значи да даваме информации без паника за здравствената состојба на старите.
и на тој начин, значи, да ги смириме. Исто така ги поттикнуваме нашите социјални работници и психологот да подолго сега во овој период тежок комуницираат, да им објаснуваат, да исконтактираат со нивните блиски, за да ете на некој начин да се ублажи таа психоза. Меѓутоа тешко е ова за нас. Да, тешко е за вас, тешко е за децата на тие постари лица, а и за постарите лица секако дека е тешко. Но дај да излеземе малце надвор од установата каде што вие работите. Јас сепак гледам по улиците на Скопје дека старите лица се движат слободно и тие веруваат дека се уште веруваат дека овој вирус не е толку страшен колку што ние го прикажуваме. Што е вашиот совет, драга Лидија, кон овие постари лица? Дали навистина треба да бидат дисциплинирани, би кажала? Да, треба да бидат многу дисциплинирани, заради тоа што, како што реков, имаат пропратни заболувања и треба да ги слушаат препораките кои секојдневно се во јавноста, значи да не излегуваат без некоја посебна потреба, да не користат јавен превоз. Можеби во ова време веќе е започнато старите лица кои што живеат дома треба да имаат некој член од семејството, за да ги чува, кој треба да се погрижи тие да бидат снабдени со потребните прехранбени продукти, лекови и нешто друго што им е потребно. Тоа лице да биде едно или две кои што се едуцирани за тоа како да му пристапат на старата, да и пристапат на старата особа. Исто така, тоа е на индивидуално ниво, значи сите ние за нашите родители во заедницата. Меѓутоа самата, читам во последниве денови, дека и заедницата треба да даде поддршка во овие времиња за старите лица. Токму тоа. Имаше една кампања како младите имаат шанса да им помогнат на постарите лица. Токму тоа што вие сега го покренавте. Дали вие мислите дека нашите млади ќе покажат загриженост кон оваа категорија на луѓе? Ке помогнат? Знаете што, јас во претходниве денови читав дека од град Скопје веќе се мобилизирани преку сите општини волонтери, волонтери како мобилни тимови кои што функционираат на телефонски број, за да се јават и повикаат помош на волонтери. Ова е добра информација. Да, тоа се секако млади лица кои што мораат да бидат обучени и мониторирани. И за да можат, значи тоа е некој временски период од неколку часа предпладне, за да можат да одговорат на повиците. Тоа се најповеќе во моментот волонтери, мислам дека од Црвениот крст. Меѓутоа, се мобилизираат и други, што велите, млади луѓе преку центрите за социјална работа, за социјално загрозените поединци. Многу од нив сега живеат и сами. Нашиот народ пополека се оддалечува од сопствената земја, нели бега за подобар живот, така што ги оставиле нивните родители дома. Па може би е потребно и неопходно да се размислува да им помогнеме на тие постари лица. Да. Драга докторке, малце ќе се префрлам во една благо префрлување, би кажала. Докторите се сега во авангарда. Вас сите ве третираат како херои. Но тоа не беше така до вчера. Имаше доктори кои беа и физички нападнати. Што се случува? Дали
Дали сте размислувале за ова шифтување на оваа психологија? Значи, денес сте херои, бидејќи помагате, и тоа помагате срцевито, со љубов, со доза на хуманост, а вчера ве напаѓа. Да, така е. Јас размислував, да, точно во овој период. Кој е моралот? Околу моралот. Добро. Значи, медицинската професија се смета за една од најхуманите професии, бидејќи се грижи за најдрагоценото добро на човекот, а тоа е неговото здравје. Таа етика, медицинска етика, потекнува уште од Хипократовата заклетва. После тоа е преточена во интернационален кодекс за медицинска етика и во нашата држава има кодекс на медицинска деонтологија. Сепак, ако во некоја професија е важен моралот и етиката, тоа е секако медицинската професија. И успешноста на еден доктор, велат, се цени не само по неговата стручност, пред се, туку и од неговото етичко однесување. Овој изминат период во врска со оваа пандемија на коронавирус, ние сме сведоци во широм светот на една поддршка на јавноста, на здравствените професионалци. Точно така. За нивната ангажираност, пожртвуваност да спасат животи и при тоа не водејќи сметка дали себе ќе се заразат. Ќе се излечат или ќе се заразат. Да, нивните семејства. Еве сега сме сведоци на колеги од Дебар. Да, во Дебар, да. Да, последно. Меѓутоа, целокупната јавност во земјите, како што следиме, им изразува јавна пофалба, аплаудирање, па дури и некои молитви за здравието на докторите и на медицинските сестри, за да можат да го спасат народот во оваа криза. Се надевам дека тоа ќе допре и до нашата земја, заради тоа што точно така во изминатиот период беше многу намален дигнитетот на медицинската професија. И никој не зборуваше за тоа намалување на тој дигнитет. Значи, само вие се боревте за вашиот интегритет, а општеството беше некако глувонема. Да, се прашуваме кои се причините за тоа, има повеќе. Меѓутоа, сепак, мислам дека е тоа губиток на оние прави вредности, ценење, правилна проценка на еден вложен труд, напор, професија, дека е тоа сепак, секој доктор сепак мисли најдобро за својот пациент. И едно од основните начела на медицинската деонтологија е доброто на пациентот, прави добро на пациентот колку што е можно повеќе. Значи, тоа е основното начело на медицинската етика. Така да се надевам дека и кај нас, со оглед на овие настани, ќе се смени. Верувам дека во овие тешки времиња дека ќе се смени. И ќе научиме лекција. Да, на некој начин. Докторке, при студирање на медицински факултет ќе се согласувате, многу малку дававме значај на епидемиологијата, испитот, инфектологија можеби повеќе, имунологија многу помалку, предметот гериатрија воопшто не постоеше, комуникацијски способности воопшто не постоеше. Дали се менува овој курикулум на медицинскиот факултет? Дали новите лекари поинаку размислуваат и дали поинакви ресурси се издигнуваат?
Да, секаде, значи оваа така наречена пандемија на пораст на старо население во развиените земји, во сите земји, всушност ги става на еден предизвик здравствените системи да креираат здравствени политики со капацитети, со задоволување на старите лица од секаков аспект, и социјален, и здравствен, за да може да се обезбеди што подостоен, што поквалитетен живот во староста, бидејќи се зголемува се повеќе тоа старо население, дури и ние како медицински професионалци, како лекари, се соочуваме со еден така наречен нов тип на пациент. Тоа е гериатриски пациент, кој што, како што кажав претходно, тој е активен, тој не е секогаш дома, како што ние сме навикнале за нашите баби и стари. Значи, тој е сега човек во заедницата. И сака да биде и ангажиран. Сака да биде и ангажиран. Меѓутоа, од друга страна, има тој пациент еден посебен тип на мултиморбидитет, полифармација, значи многу лекови, интереакции, многу болести. Така да ние како генерација за време на нашите студии на медицинскиот факултет не сме имале едукација во оваа област. Колку што ми е мене познато, сега во последниве години се воведува предмет гериатрија на додипломските студии на медицинскиот факултет, за да можат студентите уште да се здобијат и со теоретски, а и практични вештини. За практичните вештини дури и се предвидува и да доаѓаат и во нашата установа, затоа што кај нас можат најдобро да научат практично како да се справуваат со постари пациенти. Исто така мислам дека во склоп на катедрата за семејна медицина исто така има часови за специјализантите по семејна медицина, значи како да се справуваат со гериатриски и палијативно болен пациент. Јас и намерно ви го поставив ова прашање, бидејќи новинарите, колегите ми дадоа информација дека заради недоволната екипираност со здравствени лица во овој период на оваа корона психоза, да кажам, веќе се бараат и ресурси од пензионирани лекари и тие ги ангажира. Дали ова точна информација? Кај нас се уште не сум слушнала. Слушнавме тоа во некои земји западни. Дури и студентите на медицина во Германија беа повикани за помош вака на стари, на болни лица. А и ние добивме препораки веќе вчера или денес од Министерството за здравство дека во колку се наложи потреба како медицински лица треба да се ставиме на располагање, значи за определени потреби надвор од установата. И ние, слушајќи го министерот, слушаме дека пикот на пандемијата тек иде, тек доаѓа. Како ќе се справите со овој моментум? Дали очекувате разболување на пациентите? Може би ова неблагодарно прашање, али што би било кад би било? Дали сме подготвени за оваа ситуација, баш во вашата установа, заради возраста на луѓето што се таму? За нас е најважна превенцијата, да не се заразат луѓето со... Меѓутоа, во колку се појави, во тој случај сите вакви пациенти кога ќе се диагностицираат мораат да се префрлат во единици за интензивно лекување, заради тоа што знаеме вирусот, овој коронавирус,
пред се населува во долните респираторни патишта, алвеолите, значи најчесто ги напаѓа нашите пациенти, многу често имаат хронични респираторни заболувања со намален функционален капацитет на белите дробови, така да кај нив очекуваме тешка клиничка слика и потреба од асистирана, односно механичка вентилација, така да во таков случај ние не би можеле да одговориме на овие потреби, затоа што нашата установа не располага со апарати за механичка вентилација, бидејќи кај овие пациенти со оглед на тоа што вирусот значи ги напаѓа пред се белите дробови, алвеолите и доаѓа до акутен респираторен дистрес синдром, кој што бара вештачко дишење, асистирана вентилација. Значи, ние кај нашите стари лица очекуваме тешка клиничка слика, така да во таков случај би морале да се сместат во единици за интензивно лекување. Ова е доволна причина, сите овие аргументи и сите овие работи што ги кажувате, ова е доволна причина да не убедува да бидеме подисциплинирани, да ги имплементираме сите инструкции што се дават во врска со справување со короната. Драга Лидија, ние сме при крајот на емисијата, но јас навистина би побарала и би ценела многу да ни давате една порака, една силна порака, како да се справиме со оваа психоза и кои би биле вашите совети како лекар, како мајка и како професионалец кој работи во многу специфична установа за постари и повозрасни луѓе? Тоа се препораките кои што секојдневно ги слушаме. Тоа се препораки од Светска здравствена организација, од Министерството за здравство, министерот секој ден. Тие не треба да ни станат досадни тие препораки? Не треба да ни станат досадни, затоа што не знаеме во секој момент и добро е да се повторуваат, заради тоа што можеби има луѓе кои што не ги слушнале, па и не е лошо да се слушнат по неколку пати. Ние истото тоа го спроведуваме и во нашата установа и во семејствата. Значи, најосновно е човекот, секој човек, секоја индивидуа да биде свесен, мирен за оваа состојба, да си го зајакнува имунитетот од секој поглед, да избегнува сите оние контакти, младите исто така да ги почитуваат овие правила. И колку сме подисциплинирани, значи мора сега да ја јачаме таа дисциплина, медицинска дисциплина, што може би порано и не било случај, сега сме сериозно загрижени, да секој во својата средина, на свој начин, и тоа правилен, значи добро да чита, добро да се едуцира, тоа да го спроведува, и на тој начин мислам дека би можеле во голема мера да минимизираме ризик. Да го минимизираме ризикот. Јас би кажала моја индивидуална проценка, јас сум пријатно изненадена од начинот како луѓето ги имплементираат овие инструкции. Може би сум субјективна или може би сум еуфорична. Која е вашата проценка, докторке? Дали сметате дека нашето граѓанство прикажува добра култура со справување со вирусот? Па не можам да кажам во потполност дека е тоа идеално, особено на почетокот, кога така работата не се свати толку сериозно. Меѓутоа, веќе во последниве 10 дена се подобруваме. Се подобруваме, да, подисциплинирани сме, се почитуваат многу правила, меѓутоа и понатаму треба да апелираме на територијата на целата земја. Значи, луѓето да издржат, ова се тешки времиња. Тешки времиња. Да издржат и да се надеваме дека ќе го надминеме во полесна мерка. Драга Лидија, благодарам многу што беше присутна во оваа емисија. Мислам дека е
Секој разговор за оваа психоза на коронавирусот е во добробит на граѓаните, на нас самите исто така. Ви благодарам многу, навистина. Благодарам. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen. Folëm me Lidjen për një kategori të moshuarve të cilët do duhet të dinë si të përllogariten me këtë psikozë të koronës që na ka kapur në nivel global. Ju falenderit në vëmendjen, shihemi edhe nesër bashk, shpresoj. Mirupafshim.